Не ги криете вашите семејни врски, блискоста со семејството. Камче, ви велите го чувствувам за мое семејство, ви се падна да бидете дел од советот кој што треба да го оценува обвинението во случајот рекети, вие се изземавте од советот бидејќи сметавте дека не треба да го правите тоа. Ви барал ли Камчев или Камчеви правни совети? Да речеме поврзани еве со предметот империја? Верувам дека дел од јавноста нема да ми верува. Но, јас сум судија со долгогодишно судиско искуство и јас секогаш зборувам само со факти и јас зборувам вистината. Орце Камчев има тим од адвокати. Нема потреба мене да ме прашува. Втора работа. Верувајте ми дека мене самите тие ме држат настрана и од предметот рекет и од предметот империја. Не сакаат да ме поврзуваат мене со тие предмети. Значи, лично тие мене ме заштитуваат. Така да, во ниеден момент, значи ова го тврдам, и каде сакате ќе го повторам, во ниту еден момент Орце Камчев не побарал од мене ниту еден правен совет. Дали тоа значи дека, иако велите дека сте исклучително блиски, дека не ви се доверија ниту во фазата во која што им биле барани пари, давале пари и така натаму, релациите со Бојан Јовановски, улогата на Катица Јанева? Значи, под полна морална, материјална, кривична одговорност, овде пред цела македонска јавност тврдам дека во ниеден момент не само што Орце не ми спомнал, него и неговата мајка Радка, која што ми е премногу блиска, секој дневно се слушаме или се гледаме. Не ми ни спомнале дека некој им бара пари. А ако мене ми кажеа за тоа, јас ќе бев категорична да не дава пари. Категорично ќе го советував тоа да не го прави. Затоа што за мене е несфатливо некој, поготово таква позиција, да ви бара пари, да ве рекетира едноставно. А од друга страна, може и некој сакаше да го намести. Кого? Па Орце, можеше обратно да биде. И да рече дека тој нуди парични средства. А сега погледнато на целата таа ситуација од друг агол, не им се лутите, бидејќи сте толку блиски, а воопшто не ве запознале со ништо? А зошто да им се лутам, тоа е нивна одлука. А можам само да им бидам благодарна што мене не ме вмешаа. Затоа што можеби ако ме вмешаа, јас ќе дадев погрешен совет. Можеби погрешно ќе изреагирав. И верувајте ми, јас им сум благодарна. А факт е дека јас бев постојано со неговата мајка, со неговата сестра, додека Орце беше во притвор. Пак ви велам, тие ми се повеќе од блиски. Јас што требаше да направам? Да се дистанцирам од тие луѓе? Апсолутно не. По цена и да бидам разрешена за тоа. Мада не го прекршив законот во ниту еден момент. И со ниту едно мое действие.